Почитувани сограѓани, игнорирањето на вирусот и негирањето дека истиот постои нема да помогне во надминување на состојбата и намалување на бројката на заразени. Секаде во светот постојат истите мерки за заштита на населението и намалување на ширењето на заразата. Онаму каде резултатите се добри затоа што се почитуваат мерките и препораките на здравствените власти. Почитувањето на мерките, маска, дистанца, хигиена и дезинфекција остануваат единствениот начин, единствениот механизам со кој може да се заштитиме како поединци и како општество. Граѓаните кои се одговорни и доследно се придржуваат до мерките, треба и мора да бидат пример за останатите. Рестрикциите и повторно затворање се непожелни и може да ги избегнеме само со многу дисциплинирано однесување и прифаќање на новите правила на однесување. Животот мора да продолжи и ние мора да функционираме нормално, почитувајќи ги мерките. Комисијата е стручна, со огромна доверба од граѓаните, секој неоснован и политички напади кон неа ја попречува незината работа. Сите одлуки кои досега ги донесе оваа комисија дадоа резултат затоа што беа епидемиолошки издржани само и единствено во интерес на заштита на колективното здравје и ставање на епидемиологијата под контрола. Ниту една одлука или препорака на комисијата не е неоснована и секоја се темели на претходна анализа на актуелната состојба. Членовите на комисијата за заразни болести, кои се медицински лица, медицински работници, кои во комисијата го даваат својот максимум во своето секојдневие и покрај редовната прекомерена работа што имаат како лекари, епидемиолози, инфектолози во борбата со COVID-19. Сепак, граѓаните се најважниот дел од целокупниот државен систем. Влогот на граѓаните, нивната поддршка на институциите се клучни во справување со оваа и секоја друга криза состојба која го погодува целото општество. Сите сме засегнати како поединци и како држава и сите треба да придонесеме во решавањето на проблемот. Политизирање на состојбата, ставање на кризата со вирусот во било каков друг контекст, освен здравјето на граѓаните, нема да помогне, а нападот врз комисијата за заразни болести и нивното етикетирање дополнително им го отежнува работењето. Тоа е неодговорно однесување на ВМРО-ДПМНЕ и треба итно да престане. Здравствениот систем е подготвен и организиран да се носи со новите заболени од коронавирусот. Апелирам до сите граѓани да ги почитуваат мерките за лична заштита, да ги почитуваат протоколите за движење и држење дистанца, ги повикувам надлежните да ги контролираат поревносно почитувањето на мерките, тоа е начинот да го спречиме ширењето на вирусот и да се заштитиме.